Здраво живо, добре дојдовте во пресекот на вториот ден од она што овие 3 дена од петок до недела се случува на една од најубавите плажи на Охридското крајбрежје Оревче. Во организација на Eastern European Music Management овие 3 дена се случува фестивалот, настанот насловен 30 години независна музичка сцена по повод 30 години македонска државност. Со следење на актуелните протоколи за COVID-19, сите присутни овие 3 дена на Оревче навистина уживаат во музичката понуда на македонски артисти. Овие 3 дена настапуваат околу 40 на диџејски имиња, а секако навечер со директен пренос од 23 часот на телевизија 24 може да се проследат и настапите на Фанк Шуи, а утре вечер како заокружување на овој прекрасен настан и на Фолтин. Израснавме у, ајде речеме, една неколку декади традиција на размислување и медитација околу тоа што е независна. Можам да кажам дека темелите на нашиот социјален, општествен живот ги поставивме врз база на таа некоја независност. И долго време за мене тоа беше она нешто на што се граничи со ароганција, значи нешто дека ние потпуно сме независни од све друго и едноставно никој ништо не ни може. И долго време така и го чувствував искрено тоа, никој ништо не ни може, правиме што сакаме. Да бидам искрен, доста време и правевме што сакаме. Со оглед колку мала држава сме, окей сме. Искрено, ја мислам дека треба, би сакал да има многу повеќе македонска музика. Мислам дека каскаме малце, не знам. Па имам таков некој впечаток дека се откажуваат луѓе од авторски бендови. Конкретно за бендови да зборим. За сите сцени. Знаеш, живееме во време кај што е многу потешко да направиш авторски бенд него да направиш кавер бенд. Со кавер бенд ќе отидеш, ќе свириш некаде, ако си добар, нели ќе... Ама тоа е некој меч со две острици ги тера у некреатива, у туѓа музика, така да не знам, мислам дека гледам дека има од време на време свежи примери, излегуваат нови работи, али искрено би сакал повеќе да гледам. Ова еден момент доаѓа период кога сваќаш дека сепак си дел од општеството, дел од целиот систем и независноста е всушност дел од отпор кон тоа некој општество, но и ситуација на креирање некои работи кои не се вообичаени во тоа општество и токму тоа е твојот придонес во целата таа приказна, твојот филтер, твојот оригинален, автентичен инпут е независноста, она што го креираш што порано не постоело и она што можеби полека со текот на времето ќе стане дел од секојдневната понуда на тоа општество. Што е лейбл? У Македонија лейбл ти зима готов материјал и ти го издава и ги покрива трошоците за издавање, па делите. Лейбл сегде у свет ти дава буџет, ти со тој буџет си снимаш спот, си плаќаш студио, продуценти, гости за албум, размислуваш 3 спота ќе направам, ова ќе направам. Ја таков лейбл у Македонија. Токму вербата и токму ентузијазмот на еден куп луѓе во изминативе неколку децении, верувајќи дека градат нешто, всушност изградија нешто, и тоа е таа сцена. Всушност истото и као со нашата држава, нели ние 30 години овде веруваме дека имаме држава, живееме во наша држава Македонија и мислам дека самата верба е доволна за да се задоволиме со тоа дека живееме во една држава која се вика Македонија, истото и за сцената, така да пресреќен сум однос на тоа. Па дефинитивно 90-тите се клучен момент и тоа не само во македонската музичка сцена, него општо како еден нов бран, едно ново влијание, бидејќи тогаш во 90-тите кога се појави техно музиката или хаус музиката, тоа беше еден сосема нов звук. Значи пред тоа нешто неслушнато до тогаш. Секоја декада си има свој период, свој бендови, нешто што оставиле значајно. 90-ти може дека беше нели устоличување на македонска музика. Тогаш почна независна Македонија, почна бендови. Не знам, може дека ја бев тогаш поактивен дел од... Јас сум уште активен дел од сцената, ама некако тогаш. У тинејдж годините си нели повеќе... Ама и тогаш не дека имавме сцена, така да... Не знам, може се создадоа култни бендови од тоа време, ама искрено гледано, например, хип-хоп сцената сега е на многу повисоки нивоа него што била во 90. Проблемот со клучните мигови е
генерацијски проблем, приметувам дека колку и да луѓето се широко гради, колку и да се великодушни, помалку или повеќе секој трга од себе и своето време. Значи, кој кога бил релевантен или кој кога ги направил своите најдобри работи, кажува дека таа е клучна декада. Ја доста време викам дека пред 90-ти у Македонија немало континуитет во алтернативната, во независната сцена, што фактографски веројатно немало континуитет, но без тие луѓе и тие настани у тоа време, џабе континуитетот кој го воспоставивме во 90-ти, мислам дека Канал 103 и ограноците на Канал 103 во 90-ти успеа да воспостават континуитет на сцена од типот, да речеме, бар да има, ако не секој ден, барем неколку пати во неделата настани, кои ја држат сцената на едно место или ги држат луѓето заинтересирани за некоја сцената. Секоја декада е на некој начин рециклирање на претходните звукови. А во 90-тите тоа кога се појави техномузиката, тоа беше нешто вау. И на сите мислам дека во тој момент кој што бевме сведоци на еден таков историски момент, да кажам, тоа беше буквално присуствувавме на една голема промена. Види, Сафизам беше еден майлстоун, да кажеме, го подигна нивото на хип-хоп музиката тој период. После СТР-2, мислам, сега го зборевме тоа. Беа вториот некој майлстоун со мултирими, со Легија, еве ги Задаголот, има доста екипи, мене ме криво што од аеродром нема многу не работат. Имаше многу у тој дел на градот хип-хоп, чисто околина. Ново Лисиче, таму ми беше мене првиот бенд кај што сум видел, сум се дружел со луѓе. Исто така доста се важни првата декада од 21 век, кога да речеме јас се дефинирав и се охрабрив да пуштам музика, бидејќи како дел од PMG колективот бев активна, да речеме, во организацијата и во промоцијата на настаните, но никогаш немав доволно храброст да почнам да пуштам музика. Во тоа време не имаше женски дисџокеи. Ние сме некои деца на поп културата кои растевме со декади 50s, 60s, 70s, 80s и сето тоа го абсорбиравме на некој начин да пробаме да секоја декада биде за нас битна и на некој начин да биде релевантна. Да ја одбележиме на некој начин и мисля дека треба да се трудиме и понатаму тоа да го правиме. Секогаш, речиси секогаш имам македонска музика во своите сетови. Многу ми е важно да ја промовирам, особено современите македонски електронски автори кои што во последниве 20 години навистина успеа да се искристализираат и да се доведат до еднакво рамниште со сите светски и европски продуценти. Тоа го овозможи исто така и нели целата дигитализација и поедноставување на целиот пристап и начин на конзумирање на музика. Порано за да правиш музика требаше да имаш физичка опрема. Сега можеш со компјутер да правиш. Затоа имаме толку луѓе наши што сериозно прават надвор музика во сите аспекти. Имаме транс, комерцијална, EDM, секакви диџеи македонски што издаваат надвор. Диџокеите се неверојатно важни. Мене ми е жал со сите овие декади на она ултра популарно да се биде диџеј, се изгубија некои за повеќето луѓе се изгубија некои многу битни карактеристики на диџокеот. Значи многу битна, можеби најбитна карактеристика на диџокеот е да презентира нова музика на публиката. Тој е во ултимативна позиција да, поготово ако е квалитетен добар диџокеј, да направи на луѓето да им се допаѓа некоја музика која претходно воопшто не ја слушнал. Например, у мојата сцена клетвата на раперите македонски е што многу малце луѓе ни го говорат јазик. Бугарите не разбираат колку толку, бивша Југославија не можат која израпува, но не ни го разбираат јазикот. А ја гарантирам нашите емсија дека се на сериозно ниво, значи да го имавме јазикот на српски да рецитира, ќе има концерти како што имаат другариве што ни се секој викенд по 2 по 3. Вака настапуваат по еднаш 2 пати годишно. На секој начин сакам и ги поддржувам и секогаш во моите сетови има по некоја македонска трака, дали било од Роботек, дали било од PMG, дали било од Видиновски, или не е битно од кој, Галатеја и така натаму. Фанк шуи супер котираат по регионов, пеат на македонски. Така да во нивната сцена мислам дека не е пресудно да јазикот. Исто така ние извадивме со Funky Fresh едит на диско парот Зорица Попанкова и од Бастион на Емил Вратиса. Плочите отидоа sold out, не ги по 300 и кусур долари се на Discogs.
а се на македонски. Значи и таа nu диско сцена тотално нема врска, дури им е поекзотично ако не е на англиски и го гледат како интересно. Веќе колку 3 деценијска кариера, сум сведок и на развој на македонската музика, не само квантитативен, него и квалитативен. Денеска македонската музика без дискусија стои рамо до рамо со било која музика, било каде, и македонската продукција е на едно завидно ниво, подобро од било кога, и онда ти можеш да во својот DJ сет да ставиш било што, не мора ни да дискутираш, тоа фантастично проаѓа. И многу сум среќен поради тоа што пошто бев и сведок на тој развој, а и активен учесник од секој аспект. Така да тука можеме само да бидеме задоволни. Се надам дека еден ден може моите влажни соништа македонска телевизија да ни ги даде некој мултитрак од некои ствари да ги добиеме. Би уживале, не ја, него 90% од луѓето што се на лајнапов тука сигурно би сакале да прават ремикси. Вака сме малце затворени да тоа што го правиме од стереотраки. Замисли, ги имаме, така работат сите надвор. Го добиваш ремиксот, посебно бубневи, посебно вокали. Со дел од македонските артисти овие денови на Оревче, се надевам дека чепнавме многу од темите поврзани со македонската музичка сцена во изминатите декади, а веќе влегуваме во зоната на представување на бендот кој вечерва ќе можете да го гледате во живо со нивниот настап на сцената на Оревче на TV24. Се работи за Feng Shui, бендот оформен 2010 година со момците под една фина сенка овде на плажата. Проговоривме за сето она што ги тангира, привлекува и ги инспирира да се занимаваат секако со најубавата работа на светот, музиката. Независната музичка сцена е независно, верувам, 30 години. И затоа ентузијазмот е најбитен. Затоа е пресуден и круцијален. Затоа што сме независни, да зависевме од некој нешто, освен од ретки добронамерници и уживатели во независната критична мисла, дали е тоа абстрактна, конкретна или каква и да, дали е музичка, текстуална, ќе беа мртви сите бендови, да се и сите артисти што припаѓаат на иста. Ние јако имаме случајно неколку договори со неколку продуцентски куки. Мислам дека независно теравме дури во рамки на истите, дури после нив, дури пред нив, дури цел живот. Така што ентузијазмот е круцијален, пребитен, најбитен, а независните се независни. Битно е да имаш некој збирна луѓе кои што ја бркаат истата визија или љубов или што и да е. И се случуваат работи. Музика и многу е магична. Музиката може да допре, како известен Боб Марли, со известни суканици, со известен тем што е многу различен од овде. Има допрема во Македонија, има допрема во Бангладеш, има допрема во Улан Батор, во Тибет сигурно и во Америка и во неговата родна Јамајка. Така што магична ствар е музика. Не верувам дека некој може да сопре таа магија, освен ако интенционално и посветено работи да ја сопре истото. Првите чекори на бендот се ера кај што сме слушале многу гранџ. Да. Али секако растеме и са досаден одговор, ама све што не инспирира и слушаме, пробуваме да го вметнеме и тоа да има некаква смисла и логика или да нема. Тоа Така Мики, да- јас измислам топло. Да. Тоа он си вметнува други артисти. Секој како си сака. Тоа е бендот. Игра со собствената претенциозност и името и именувањето на жанрот, као Feng Shui. Ава е free flow. Така што бевме претенциозни на времето, сега сме веќе многу лежерни, лагани. 96-ти. Шпато, Архангел, Мозаик, чиста околина. Има искреност, има суштественост, има
директна искреност, без разлика на изразот, дали е хип-хоп, дали е повторно абстрактен, конкретен, дали е јас не сум рапер, јас сум флуоресцентна боја, дали е вино, не вина, дали е на шпатот ние, поздрав до оркестарот. Има искрен музички израз, точка. Тоа мислам дека сум знаел, го препознавам од секаш, или па сум мислел дека знам, ќе видим. Ама тоа е тоа што ме движи, 60 и 90, 60, 70 и 90. Шлагерите. Целта е поставена правиме музика. Од почеток зашто многу ни убаво кога свириме музика. После таа цел почиња да расте, после таа одговорноста што се налепува на втората цел почиња да ја шири таа друга цел. Таа цел станува се поголема и поголема како концентрични кога ќе фрлиш камче во бара. И после почињаш да осеќаш мирисот, па сваќаш дека мириса лошо, па мораш да ја поправиш, па мора да се развива, флоу, течение. Тоа е претенциозноста во насловот фри-флоу. Али јадрото е музика, така да све е разгранато у моментов, па што расте бендот, расте све, али јадрото е музика. И лоши текстови. И тоа е една целост. Све е фри-флоу, така да. Публиката не знае, ние ја знаеме, ја сакаме, се надеваме дека и она ја сака. И знае дека даваме срце, дека даваме други интерни органи на терен или на сцена. Тоа што тука сме преди секојаш. Зашто не би дишел не кам. Еве е идејата. Тешко ми е се уште да замислам. Кога ќе затворам? Знам дека ќе биде убаво, така да, пошто имаме вода, имаме плажа, имаме бзина. Не може да биде лошо. Стане да се молим